Иако напати со доза на хумор вели дека станува збор за еден вид убава зависност, Калина ни ја доловува сржта, суштината на планинарењето. За неа, тоа е скок во непознатото, внатрешен подвиг, вештина на воскитот, начин на живење, можност за духовен раст, еден вид преродување и лекување, како што таа вели, уметност да се најде спокој и мир во душата, уметност да се ужива во природата, во секое гранче и дрвце на патот. Благодарение на патописите на Калина, постепено но сигурно се уверуваме дека планинарењето, како што вели таа, е нешто повеќе и многу повеќе од освојување на вртот. Уместноста на Калина Велеска е таа да дозволи да биде освоена од бескрајната убавина на природата. За неа планините не се освојуваат, туку се сакаат. Па затоа на едно место вели: не е важно само да испешачиш долга километража или да искачиш што повисок врв, туку е важно да ти е убаво, да си со убави луѓе, да дишеш чист планински воздух и да му се препуштиш на моментот. Сите што се обидели да пишуваат за планините знаат колку често се има чувство дека зборовите се недоволни. Затоа и тоа хаику беше многу ефектно на Калина. Но Калина умешно и скромно го доловува тоа чувство на тиха, но речита восхит. Опишувајќи конкретни состојби, ситуации со кои се соочила планинарејќи, Калина безрезервно не повикува и ние да не ги пропуштаме тие восхитувачки природни убавини во нашите кратки животи. Македонските планини се местата каде Калина се чувствува своја на своето, каде што глетките и мирисите од неа измамуваат потоци и реки, солзи радосници, а таа токму тука, односно на планините, осознава што е тоа да се посака да запре времето. Па на едно место вели: веројатно затоа и одиме по планините, заради сите тие гледки од кои застанува здивот и сакаш што подолго да ги впиеш и да ги оставиш врежани во сеќавањата. За Калина планините имаат неприкосновена лечебна моќ. Таа вели: планината на вистина е лек, лек за сите психички и физички болки и болести. Таа го окрeva духот кога мислиш дека никогаш нема да ти е подобро, кога мислиш дека нема излез и дека ќе се бориш со болеста уште долго време. Свесна и за многобројните ризици, еве пред малку го слушнавме, ја слушнавме таа одломка што ги подразбира планинарењето, особено во зимски услови. Калина во еден од записите предупредува: планината не прави среќни, ни ги трга грижите од секојдневието, прави да се чувствуваме убаво, ни буди на убави емоции. Сепак не смееме да заборавиме на незината моќ, на незината големина и никако не смееме да ја водиме инерт. Внимателно, предпазливо, секој според можностите и без многу летање во облаци, вели Калина. Книгата на Калина не поканува на суштинско враќање кон природата во време на изгубени вредности. Таа во повеќе наврати опоменува и за потребата за дејствување, за да се спречат еколошките закани кои стануваат се позагрижувачки.